Каде работи графичкиот дизајнер? Или како изгледа индустријата однатре? Или уште поважно, каде припаѓаш ти и кои се твоите можности? Јас сум Дејан Џолев, основач и CEO на Скала. Изминатите 20 години сум разговарал со стотици луѓе кои сакаат да започнат кариера како графички дизајнери. И секогаш ме изненадува колку погрешно ги замислуваат можностите за кариера. Патот до соработка со твојот омилен бренд не секогаш води директно кон него. Често овие компании, визуалните и маркетинг потреби ги доверуваат на екстерни партнери, а тоа се маркетинг и адвертайзинг агенции, креативни или брендинг студија, па дури дигитални агенции и SaaS компании. Денес ќе зборуваме токму за тоа, кои се овие компании, како функционираат однатре и што значи да бидеш дел од нив. Но пред да започнеме, да те подсетам, на 15 септември стартува мојата 5-дневна бесплатна работилница за графичките елементи и принципи. Таа е наменета за сите што сакаат да започнат кариера во креативните индустрии, но и за оние што веќе се дел од нив, но чувствуваат дека нешто им недостига за понатамошен развој. И само што оваа фуснота. Оваа работилница е речиси задолжителна лектира за сите дизајнери, визуални артисти, видеографи, фотографи, модни и интериер дизајнери, веб и UI UX дизајнери. Зошто? Затоа што го учиме самиот јазик на дизајнот и визуалните комуникации. Океј, од каде ли да започнеме? Ајде од моето прво официјално вработување, кое беше пред околу 20 на години, всушност пред точно 20 години како джуниор графички дизајнер. Логично, млад и неискусен. Уште првиот ден, запознавајќи го тимот, колегите од мојот тим, налетав на уште еден джуниор, но за разлика од мене, тој беше барем 20 на години постар. И што си помислив, мора да е некој нов како мене. Но веднаш потоа разбрав дека тој со години е дел од истата компанија. И се уште на истата позиција? Зошто се случува тоа и како да не ти се случи и на тебе? Остани до крај за да ја демистифицираме оваа и уште неколку важни други вистини за индустријата. Секоја маркетинг или адвертайзинг агенција вообичаено има два клучни сектори. Првиот сектор е маркетинг секторот, тема за која ќе зборуваме во некоја друга епизода, и секако креативниот сектор, местото каде што се раѓаат визуалните решенија, местото каде што припаѓаш ти, сектор кој е предвиден од креативниот директор. Ајде да ја организираме структурата на една компанија, тоест да ја представиме на оваа наша импровизирана табла. Се разбира, начело на една компанија е генералниот менеджер, кој менеджира со маркетинг секторот, и се разбира креативниот сектор начело со креативниот директор. Во големите агенции, креативниот сектор е поделен на повеќе дивизии. Лидер на една дивизија е арт директорот. На моето прво вработување имаше 3 такви дивизии, 3 тима и 3 арт директори. Прв арт директор, втор арт директор, три арт директори. Секој тим задолжен за конкретен сет на клиенти и работи исклучиво на нивните потреби. Например, една дивизија работи кампања за една голема телекомуникацијска компанија и банка која сите ја знаеме, а додека во соседната канцеларија, другиот тим, креираат реклами за популарен бренд за пиво или чоколада чија реклама ја гледаме секој ден. Одиме понатаму во структурата на една дивизија или еден тим, каде што следуваат графичките дизајнери. Сите со различно ниво на искуство и се разбира одговорности. Ова всушност е и најголемата хоризонтална
тука се веб дизајнери, илустратори, видеографи и така натаму и така натаму. И се разбира, на крајот хиерархијата junior графички ќе започнеме токму од оваа позиција, junior графички дизајнер, па ќе одиме се до врвот на креативниот директор. Се сеќавате на оној мојот колега Чичко Джуниор, 20 години постар од мене со повеќе од една деценија искуство во истата компанија? Junior графички дизајнер не значи млад или млада, неискусна дизајнерка. Junior е позиција која најчесто е фокусирана на адаптација на дизајнот. Дизајнот веќе постои и задачата е материјалите да се приспособат за печат или за дигитална објава во различни формати и медиуми. Тоа може да значи промена на јазик, замена на некои визуелни елементи или прилагодување на целата кампања од билборд на партизанска па се до дигитални банери за Инстаграм. Ова е работа која бара прецизност, техничка писменост, добро познавање на алатките и чувство за дизајн, но не и задолжително креирање на концептот од нула. Мојот колега беше мајстор во овој сегмент на работењето. Секој проект што поминуваше низ негови раце беше совршено реализиран. И најважно, што? Навремено испорачен. Токму поради тоа беше незаменлив член на тимот и сигурен сум дека имаше поголема плата од повеќето сениор или мидл графички дизајнери. Супер, одиме понатаму. Графички дизајнер. Во секој тим има повеќе графички дизајнери и тоа се лица на кои им лежи повеќе креативноста наспроти техничкото познавање. Лично што започнува од нула, од празен екран или бел лист хартија. Во суштина, графичкиот дизајнер создава визуелни решенија, но најчесто врз основа на веќе дефиниран концепт или насока од арт директорот. Што значи тоа? Креира визуелни изработки според брифот што ќе добие, најчесто прави неколку верзии и варијации на дизајнот, често е во комуникација и со маркетинг тимот, копирајтерите, акаунт менаџерот, па дури и со клиентот. Кога ќе заврши процесот, ги подготвува и споделува материјалите за адаптации кон junior графички дизајнер. Се разбира, во некои случаеви, овде зависи од организираноста и структурата или големината на компанијата, може и тој лично да ги спроведе сите адаптации. Успешен графички дизајнер е оној кој што не ја разбира само естетиката, туку уште поважно, потребите на клиентот или тенденциите на пазарот. За ова мислам дека е супер да ја погледнеш и првата епизода од овој серијал, да дознаеш многу повеќе за потребните вештини на еден графички дизајнер. Но, додиме ние понатаму. Уште повисоко во хиерархијата, арт директор или лидерот на една дивизија. Позиција што бара на вистина богато искуство во маркетинг индустријата, длабоко разбирање со сите медиуми или популарно кажано мултидисциплинарен артист со познавање од илустрација, видео, анимација, фотографија, на кратко. Арт директорот е лидер кој го менеджира тимот и му помага од технички или креативен аспект. Арт директорот ги оптимизира процесите, обезбедува потребни ресурси, но исто така многу важно, тој е креатор на главните решенија, од визуелен стил на фотографија, илустрација, палета на бој, типографија и се што е потребно во реализација на тоа визуелно решение. Но се разбира да не забораваме, тој е и клучна фигура во презентирањето на идеите пред клиентите. Оваа позиција, покрај високите технички и креативни вештини, бара и одлични комуникацијски и менеджмент способности. Арт директорот не работи директно во изработка на дизајн, но неговото влијание врз дизајнот е постојано и суштинско. Неколку години подоцна, кога и самиот имав оваа улога, секојдневно решавав дизајн проблеми од најразличен тип. Например, еден колега од тимот ми достави нереална естимација за изработка на фотографија на езеро.
потребна за примена во дизајн кампања за еден супер популарен бренд. Неговата естимација предвидуваше огромен буџет, трошоци за патување, транспорт, сместување, храна за целата екипа. И тоа всушност не е толку голем проблем колку што е ризик од дожд или други непредвидени ситуации за снимање во екстериер. Па затоа, во овој случај, мојата задача беше да најдам поефикасно решение. Го адаптирав целиот концепт во студио со помош на сценографија и други технички аспекти, без патување, без непотребни трошоци или уште поважното контрола врз целиот процес. Или пак друг дизајн предизвик. Како арт директор во една IT компанија работевме на веб апликација, каде што требаше да креираме карактери и да изградиме илустративна линија, стилски правец. Откога го дефиниравме стилот, мојата задача беше да пронајдам соодветен илустратор кој најдобро ќе го изведе она што сме го замислиле како тим. Па тогаш му се јавив на иницијали ИПФ, познавачите на индустријата точно знаат за кого зборувам. Денеска е арт директор во една позната локална маркетинг агенција, компанија меѓу другото во која сме имале десетици вработени студенти од Скала. Значи, улогата на арт директорот не се ограничува само на собствениот тим, туку и на препознавање и ангажирање на надворешни соработници, кога проектот бара специфични вештини. И тоа е всушност суштината на оваа позиција, да најдеш начин како секој дизајн проблем да стане остварлив. Со која боја правев? Со оваа. Креативниот директор е врвот на креативната хиерархија во една агенција. Стратег, визионер, финален филтер низ кој поминуваат сите најзначајни идеи и проекти на целиот тим. Накратко, тој е менаџер на сите арт директори. Всушност тој е менаџер на целиот креативен тим. Се разбира, креативниот директор ја представува агенцијата надвор или води преговори со нови или клучни клиенти. И се разбира, креативниот директор е последното лице кое ги одобрува финалните решенија. Тој исто така е во постојана комуникација со генералниот менаџер, маркетинг директорот, административниот тим, со цел усогласување на правецот или целите на компанијата. Иако структурата е заокружена, постои уште една улога што формално не е дел од неа, но сепак е составен дел од креативниот тим. А тоа се специјалистите или малски кажано нинџите, деловно кажано лид или принципал дизајнери. Ке ги фрлам некаде надвор од системот. Тие се врвни експерти во една област и се вклучуваат само во специфични проекти. Тоа се мајстори или мајсторки во брендирање или дизајн на амбалажа или нешто сосема друго. Не припаѓаат ни на еден тим од оваа структура и директно се повикуваат да решат значаен проект, целосно фокусирани само на тоа, со голема доза на самостојност во процесот. Токму поради тоа, нивната специјалност во многу тесна област им овозможува успешно да работат и како фриленсери. Во нашиот менторски тим имаме лица од ваков тип со иницијали пак ПП, работи за суперсветски брендови и на часовите на академија постојано доаѓа директно од аеродром, секогаш од некоја различна држава од светот. Спротивно на тоа, фриленсерите кои прават се, обично едва и успеваат да обстанат, но за ова ќе зборуваме во некоја следна епизода. Доколку има интерес од вас, пишете ми во коментар да знам или пак може би отворете некоја тема што е интересна да ја разговараме заедно. Па затоа секогаш мојата препорака до студентите, а и до тебе, е прво да започнеш во компанија. Таму ќе стекнеш искуство. Ќе се запознаеш себе и што сакаш да работиш. Ќе се запознаеш со индустријата. Најважно ќе запознаеш многу нови луѓе, ќе научиш процеси, деловна комуникација, работа со клиенти и различен тип на проекти. Ако подоцна почувствуваш дека тоа не е за тебе, секогаш можеш да преминеш во фриленс или во некоја друга форма на работење. Ајде да резимираме. Започни како джуниор. Тука ти треба одлично техничко познавање. Доколку позицијата ти одговара, остани, усоврши се, проложи.
доколку си креативен ум, премини во дизајнер. Но мораш да бидеш подготвен за истражување, стекнување нови вештини, особено во делот на алатките, првата епизода, следење на трендовите на пазарот и така натаму. Ако те привлекува поголема одговорност, да имаш целата слика, тогаш твојата позиција е арт директор. Ова улога бара мултидисциплинарност или познавање, како што кажавме, на сите вештини, но се разбира и вештина за водење и менеджмент на тим. Или пак, доколку имаш страст во една област, повеќе ти одговара самостојна работа, па тоа ще си нинджата, лид или принципал дизајнер. И на крај, ако те мотивираат стратегија, аналитика, лидерство, врвот е твојата позиција, креативен директор или директорка. Но се разбира, таму скала по скала, со многу години искуство, вештини и докажани резултати. И што друго е важно за крај? Од кога ја разгледавме една структура на маркетинг и адвертайзинг агенција. Важно е да знаеш дека дизајн студио има слична структура само без одделот на маркетинг. Или дигитална агенција е маркетинг агенција со силен фокус на дигитален адвертайзинг, социјални медиуми, веб проекти и така натаму. Се разбира, тука дизајнерите имаат огромна улога во креирање на тој визуелен наратив. Затоа твојот омилен бренд најчесто е дел од некоја маркетинг агенција или дизајн студио. Ако сакаш да работиш за него, истражи со која агенција соработува и токму таму испрати го твоето портфолио. Еден пример, наш студент, поздрав до Анча, пред околу 7-8 години на студентски презентации пред најзначајните компании од индустријата, ова го правиме со секоја генерација, изјави пред сите: јас сакам да работам исклучиво за таа компанија поради тоа и тоа. Неколку дена подоцна, Анче веќе беше дел од таа компанија и денес се уште таму како експерт во своето работење. А како да стигнеш и ти до таму? Погледни ја првата епизода и пријави се. На 15 септември започнува 5-дневна бесплатна работилница за најважната тајна од знаењето на секој графички дизајнер, а тоа се ликовните елементи и принципи. Се разбира, местата се ограничени, пријави се веднаш преку линкот во описот од ово видео. Исто така, можеш да закажеш и инфосредба за Академијата за графички дизајн во Скала, програма изградена не само за да бидеш графички дизајнер, туку и арт директор, лид дизајнер, креативен директор. Зошто? Затоа што нашата програма гради мултидисциплинарни артисти, а искуството сега ќе ти го предадат ментори со повеќе децениско искуство како арт директори, креативни директори, универзитетски професори, собственици на компании и да не тегнявам тука зирне на сајт. А доколку се пријавиш преку линкот под видеото, ти следува и ваучер за студирање за кој ќе дознаеш повеќе на самата средба. Или дојдете да се запознаеме и поразговараме за твоите кариерни дилеми. Верувам дека можам да ти помогнам со мојата 20 годишна експертиза во визуалните комуникации. Јас сум иницијали ДД, едукатор, CEO на Скала, каде што изминатите години стотици дизајнери, маркетери и креативци ја стартува својата кариера. И секако, за да не го пропуштиш следното видео, остави ни го твојот мејл, стисни subscribe на Скала профилот, секоја недела најмалку по едно видео нов одговор, што ќе ти помогне да откриеш дали оваа индустрија е за тебе и што се ти е потребно за почеток или развој. Време е за будење од име Скала по Скала, джуниор, графички дизајнер, арт директор, креативен директор, лид или принципал дизајнер.